Почитувани граѓани, почитувани медиуми, Социјалдемократскиот сојуз е во паника. Гледа дека народот не ја поддржува нивната антидржавна политика и тргувањето со националните интереси, па ангажираат се што им стои на располагање за да ги заплашат граѓаните. Злоупотребуваат тие институции, ресурси и закони. Вчера, на протестниот марш на ВМРО-ДПМН во Охрид, пајташите на владата на СДСМ и Зоран Заев, што би рекле граѓаните, беа пуштени на најако. Алармот за страв во СДСМ од новобројните граѓани кои го искажуваат своето демократско право на мирен протест се вклучи во СДСМ и на улица ги извади партиските пајташи на Заев да ги следат граѓаните кои протестираат. Замислете, во 21. век СДСМ сака Република Македонија да ја врати 50 години наназад. СДСМ сака со своите методи да не врати во времето на едноумието на кое што истите тие се следбеници. Истиот ден, кога Оливер Спасовски, како прв човек на полицијата, најавува дека ќе бидат апсени сите што ќе работат против СДСМ на референдумот, СДСМ ги пушта партиските пајташи да ги следат, снимаат и документираат сите граѓани кои се излезени на протест во Охрид, за потоа да можат да вршат разни притисоци. Почитувани, овие лица кои што се сликани позади, можете да ги видите на екранот, сликани се како ги фото и видео документираат граѓаните кои протестираат и може да се забележи дека се во директна комуникација и координација со командирот на полициската станица од Охрид, Саше Дончевски. Почитувани, дали овие лица кои вчера го слика и снимаа протестниот марш на ВМРО-ДПМН се известни Благојче Радевски и Наум Бауловски, лица кои претходно работеле во Агенција за обезбедување, а сега се ангажирани како резерва во Министерството за внатрешни работи. Која била вчера нивната задача? Дали тие се пратени на задача лично од Заев и Спасовски и по која основа се ангажирани истите лица? Кој член од законот или уставот забрануваат протестно собирање на опозицијата и граѓаните? Дали третото лице, тоа е оваа господја, која што исто така снима и видео документира, е сестра на шефот на кабинет на градоначалникот Јован Стојановски. Дали овие три лица се пратени директно од Заев и Оливер Спасовски да ги документираат граѓаните кои излегле да протестираат против власта, за подоцна да може да им вршат притисоци? Почитувани, со ова СДСМ само си го покажа лицето. Ниту се за демократија, ниту пак се за европски вредности. На СДСМ не им е важно што мислат граѓаните, единствено им е важно да ги исплатат фактурите кои ги должат. Со ваквото северно-корејско однесување, Македонија нема да стане европска. Со ваквото однесување на Заев и Спасовски, Македонија се повеќе се оддалечува од европските стандарди. Господа од СДСМ, со ваквото северно-корејско однесување нема никого да заплашите. Само ќе го мотивирате народот, уште погласно да ви каже збогум и да ве прати во политичката историја онаму каде што ви е местото, и тоа што побрзо. На крајот, Македонија и граѓаните ќе победат. Благодарам.